Ке се модернизираат зелените пазари за да станат поатрактивни. Ке се менуваат начинот, условите на продажба и содржините. Причина за тоа се хипермаркетите кои се поголема конкуренција на пазарџиите, поради што во последниве години на зелените пазари опаднала продажбата и до 20%. Тоа се разбира прекупците најпоќе. Она што е прекупци, а ништо не плаќа, тоа е катастрофа. Ние патиме, селаните после. Веќе почнавме да ги корниме јаболката, тоа е многу лоша работа. Треба и тие да плаќаат онде како дуќани, а не само ние. Ние гледаш како се со ќебиња, со черги се градиме да е сенка кај нас, гледај. Само јаболката да ни се подсенка. Додека оние кои продаваат гледаат закана во големите маркети, купувачите велат дека најчесто овошје и зеленчук купуваат од пазар. Изборот е поголем, цената поевтина, а квалитетот далеку подобар. Од пазар. Која е разликата? Посвежо е. Поголем избор има, цените. Претежно од зелениот пазар, од овај пазар. Гледате колку е богат снабден со артикли. Од пазарот. Која е разликата? Има разлика баѓа во цената. Зелениот пазар гледам само свежа роба продаваат. Гледам кога купувам други работи, гледам во маркет нешто поевтино, меѓутоа нема таа свежина како што има на пазарот. Не иролува ради тоа што му е бајата робата. Само до тоа. Иначе трговијата бесконачна е, тоа нема граници. Централниот зелен пазар во Битола наскоро ќе добие нов лик. Инвестицијата е вредна 6 милиони денари, а пазарот ќе добие 6 нови павилјони во кои ќе бидат сместени нови 84 тезги. Добиеме нов лик на пазарот и нормално ќе биде тоа на обострано задоволство и на самите продавачи на пазарот и на купувачите, тоест граѓаните на општина Битола. На тезга на зелените пазари низ земјава приходи обезбедуваат меѓу 15.000 и 20.000 луѓе. Оваа дејност, според Стопанската комора на Македонија, има големо значење во вкупната економска активност, поради што е неопходна модернизација на истите.